процес на рехабилитација. Добар ден, Иван. Првата група пристигна уште рано изутрина, 46 повредени од големата трагедија која што се случи во импровизираната дискотека Пулс во Кочани. Веќе се сместени во одморалиштето на МВР, каде што практично во наредните 2 недели ќе добиваат ќе бидат на рехабилитација. Прво физикална, потоа и психолошка рехабилитација, барем според појаснувањето на надлежните. Веќе се тука сместени како доктор, така медицинска сестра и физиотерапевти и веќе уште во текот на денот почнале да добиваат физикална терапија. Веќе некаде во втората недела ќе им се приклучат и психолозите кои што ќе прават како индивидуални така и групни сесии со оглед на тоа што станува збор за пациенти кои што преживеале иста траума и кои што прво ќе треба да се соочат со оние кои што биле заедно со нив, а дури потоа и со надворешниот свет. Детали за тоа што е предвидено и како ќе оди нивната терапија и нивната рехабилитација слушаме од директорката на Кочанската болница. Замислено е да се одвива физикална терапија, да се стави акцент на групните вежби, на групните активности, затоа што не е само од засегнатите делови од телото, туку треба комплет вежби за цело тело, така да се замислени повеќе активности од и групни спортови, зумба, аеробик и други активности во однос на физикалната терапија, стандардните масажи, вежби, вклучување на психолози, психолошка поддршка, замислени се групни терапии, направен е распоредот за групните терапии, исто психолозите ќе бидат достапни за индивидуална терапија, за кој кога сака да обави индивидуална терапија и во договор со психолозите тоа ќе биде да бидат еден ист психолог кој што ќе биде во текот на целиот престој, за да може да има доверба, да стекна доверба повредените, за да може да соработуваат. Даниел, ова е првата група од 46 повредени. Знаеме дека повеќе од 200 повредени има по трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани. Ги имаш ли техничките детали? Како ќе се одвива смената на групите? Колкав период ќе престојуваат овие 46 повредени од првата група и кога би дошла втората група? Иван, според информациите кои што успеав да ги добиам, една група тука ќе предстојува по 2 недели. Планот е да бидат контактирани сите оние кои што се наоѓаат на листата на Фондот за здравство, каде што се заведени како повредени од оваа трагедија и практично сите да добијат можност да дојдат на рехабилитација тука. Меѓутоа, според кажувањата на директорката на Кочанската болница, дел од нив, барем оние кои што се со поблаги повреди, веќе се вратиле на своите секојдневни активности и практично оние кои што ќе се откажат, ќе го отстапат своето место за сите оние кои што потоа ќе сакаат и повтор пат да дојдат тука, со оглед на тоа што одморалиштето на МВР е отстапено на Министерството за здравство и на Фондот за здравство само во текот на летните месеци. Затоа дека сите ќе бидат контактирани во наредниот период, уверува директорката на Кочанската болница, која што вели дека барем првиот впечаток кој што го добила од оваа прва група која што денеска се смести е дека ќе има заинтересираност кај сите оние кои што завршија со повреди во трагедијата во Пулс. Во продолжение да слушнеме дел од незината изјава. Ќе бидат контактирани сите кои што се на листата на повредени, кои што претходно ја има формирано Министерството за здравство со Фондот за здравство, ќе бидат контактирани сите и ќе имаат шанса сите да присуствуваат. Во моментот одморалиштето е отстапено од страна на Министерството за внатрешни работи и на Министерството за здравство во текот на летото. Од причина што, како што неколку пати спомнавме претходно, овие деца нема да имаат стандарден одмор, нема да имаат можност за стандарден одмор како сите други останати и ова е најдоброто решение што во моментот ни се укажа заради тоа што заради близината до градот, за да можат да ги посетуваат и родителите и нивните блиски. Второ е на планина, секако им одговара чистиот воздух и трето група која што го поминала истиот настан, се засегнати од една иста трагична содржина која што ги погоди и кој што им треба социјализација и најдобро е кога би почнале социјализацијата прво меѓу нив, после и се останатите. Даниел, ги видовме инсертите кои што ги направивте денеска на Пониква. Имаше ли можност да разговараш со повредените? Какви се нивните очекувања за целиот овој процес?
Иван, се обидов неколку пати да разговарам со дел од повредените, барем јавно и во камера, меѓутоа за такво нешто не сакаат во овој момент. Она што го зборувавме зад камерите, дека барем од она што досега го виделе, се задоволни од условите кои што ги нуди одморалиштето на МВР. Меѓутоа морам да кажам дека барем нас и на уште една новинарска екипа не ни беше дозволено да влеземе внатре и да видиме практично како е пренаменето самото одморалиште и дали ги има сите потребни услови за рехабилитација на повредените од трагедијата во Кочани. За крај само би сакал да кажам дека впечатокот кој што се добива е дека надлежните барем засега некако во одлучуваат што и како ќе прават со повредените, со оглед на тоа што одморалиштето на МВР тука на Пониква е отстапено само за текот на летото, додека на есен не се знае како ќе продолжи нивната рехабилитација, со оглед на тоа што одделението кое што треба да се грижи за нив во Кочанската болница во моментов се реновира и барем за сега немаме информации дали до тогаш ќе успеат надлежните да го способат за повредените да добијат непречена физикална терапија за да можат да се вратат на секојдневието кое што го имале пред оваа трагедија. Даниел, најавите од Кочанската болница беа дека реконструкцијата ќе заврши за период најдолго од 1 месец.